Добре дојдовте во дневникот на Телевизија Плюс за 26 јануари, среда. Ова се настаните на денот. Мерки и активности за подобра состојба во пазаришта. Дефект поплави дел од булеварот Октомвриска револуција. Се уште неизвестно кога ќе започне линискиот превоз. Преземаме мерки со кои ќе придонесеме да се подобри состојбата во пазаришта и предпријатието повеќе да не работи со загуба, вели новиот директор Кадрију. Тој укажува дека се неопходни и инвестиции на зелениот пазар, но и подобрување на условите за работа за вработените, кои, како што вели, ги има и повеќе од доволно. Енергетската криза ќе создаде дополнителни проблеми на јавното предпријатие Пазариште, кое и така е во лоша финансиска состојба, смета новиот директор Гзим Кадрију. Тој информира дека предпријатието во моментов се затоплува на електрична енергија и се обидуваат на секој можен начин да заштедат. Во моментот на примопредавање на функцијата, долгот изнесувал 17 милиони денари, како и дополнителни 5 милиони денари кон вработените, кои што го добиле судски спор за неисплатен К-15. По неговото назначување бил склучен договор за спогодбено, а отплатата веќе е започната. Општината ни додели тогаш 7 милиона денара финансиски средства, не за ние да можеме да го субвенционираме буџетот, за тоа што ние имаме денеска дупка во буџетот од 400.000 денара. Ние, расходната страна ние 2,5 милион денара, а приходната страна не е 2 милиона и 50.000. Дупката ни се појавува некаде од 450.000 денари. Значи, општината не ја субвенционираше дупката на буџетот, туку ни даде финансиска помош се со цел ние да можеме извршителите да ги наплатиме, затоа што немаме рамка во моментот и ние беме погодени од сите извршители. Новиот директор на Пазариште објаснува дека преземаат мерки и активности со кои се обидуваат да ги зголемат приходите и да покажат дека предпријатието може да се извлече од долгови доколку се работи ефикасно, економично и одговорно. Како што вели, последниве 2 месеца трошоците се значително намалени само за тековно одржување. Во однос на пазарите дополнува дека бројот на закупци не се зголемува, туку се намалува. Се обидуваат и преку Светска банка, ИПА фондови, ЕУ да обезбедат средства со кои би се инвестирало на зелениот пазар во промена на тезгите, асфалтирање, реновирање на условите за работа. Ние кога дојдовме во зелениот пазар беа регистрирани закупци од 675 тезги, беа регистрирани 460. За возелениот пазар разговараме. Во реонскиот пазар, значи, од вкупно 41 тезга, беа регистрирани само 11 закупци. За жал, реонскиот пазар повеќе ни носеше загуба него профит. И се обидуваме таму да земеме мерки, за да можеме приходите да ги покачиме. Во сточниот пазар и во Бувљак пазар, пазар за стари ствари кој се одржува во недела, значи месечно приходите биле околу 100.000 денара. За двата. Сега приходите се таму сосема различни. Таму се 300.000 денара, што значи имаме зголемување на приходната страна за 200%. Значи, во делокругот на стопанистување ние го имаме и паркингот кој се наоѓа во самиот зелен пазар. И во паркингот во тој дел имаме зголемување во однос на процентуално, ако се изразиме, 100%. Така да има, да кажеме, одделенја или сектори кај може да се делува веднаш. Цените за закупнина на тезги на пазарите се делат по категорија А и Б. Категорија А чини 2916 денари, а категоријата Б изнесува 2615 денари, информира директорот. Предпријатието во моментов работи со 47 вработени, бројка која, како што вели, е и повеќе од доволна за функционалност на пазаришта. Кадрију, кој е кадар на Алијанса на албанците, по професија е правник.
Двајцата мигранти, чии што тела беа пронајдени вчера покрај железничката пруга кај Кумановското село Табановце, биле прегазени од воз, соопшти денеска СВР Куманово. Идентитетот на едното лице е веќе утврден и станува збор за државјанин на Авганистан, а за второто починато лице полицијата се уште работи на утврдување на идентитетот. Инаку вчера во 15 часот и 42 минути во СВР Куманово било пријавено дека покрај железничката пруга во село Табановце Кумановско биле пронајдени 2 тела на починати лица мигранти. По насоки од јавен обвинител, телата се предадени за погреб. До петок неделава трае пријавувањето за субвенционирање на трошоците за комунални услуги од општина Куманово. До сега се поднесени 138 барања, информираат надлежните. Годинава вкупниот општински буџет за субвенционирање на социјално ранливите категории изнесува 13 милиони денари. 138 барања за субвенционирање на трошоците за комунални услуги се поднесени досега до општина Куманово од социјално ранливите категории на граѓани. Крајниот рок за поднесување на барањата е 28 јануари, подсетуваат надлежните од секторот за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита. Минатата година биле субвенционирани вкупно 366 лица, вклучувајќи ги и корисниците на еднократна парична помош, информира раководителот Александар Крстевски. Тоа се самохрани родители 38, стечени работници 54, со длабока тешка интелектуална попреченост, лица со најтешка телесна попреченост и потполно слепи лица и потполно глуви лица 19, право на социјална сигурност на лица на стари лица е 18, лица на корисници на ГМП материјална стамбени необезбедени се 7 лица, лица без родители и родителска грижа се 5 лица. До сега во тековната година, како што нагласивме, се 138, но не вклучувајќи ЕПП, бидејќи еднократната парична помош е со рок на поднесување на барања од 1 до 5 март, април и мај, а истата е во јуни со првиот рок, а вториот рок е за ЕПП е од 1 до 5 тековен месец во септември, октомври, новембар, а исплатата на поднесените барања е во декември. Оваа година за прв пат сакаме сите барања кои ни се за субвенционирање на граѓаните, веќе работиме со секторот за информатика и информатичко општество, сите наши барања да бидат по електронски пат и граѓаните да имаат поголема можност истите документи да ги прибават електронски. Субвенционирањето на комуналните трошоци, односно за потрошена вода и изнесување на смет по семејство, изнесува 1200 денари. Ова право може да го остварат неколку категории на граѓани. Самохрани родители, стечени работници, згрижувачки семејства, лица кои до 18 години имаат статут на деца без родители, на доместок поради попреченост, лица на корисници на право на социјална помош на стари лица, лица на корисници на гарантирана минимална помош. Општината Куманово продолжува да се грижи за сите категории на граѓани, покривајќи ги и обезбедувајќи им потребни услови за секојдневно успешно функционирање во рамките на своите можности на општината. Овогодишниот буџет на општина Куманово субвенционирање на социјално најзагрозените семејства изнесува околу 13 милиони денари. Сите граѓани кои имаат право на пристоен живот и обезбедување како општина и сите можности да донесеме поквалитетно секојдневие на истите граѓани. Најранливите категории на граѓаните барат посебна грижа и внимание, како и помош која ќе продолжиме да ја даваме и да ја добиваат од општина Куманово. Барањата може да се подигаат до 28 јануари годинава во архивата на општина Куманово и на портирницата во зградата на Поранеше Наде Козјак спроти градскиот стадион, каде што се наоѓа одделението за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита. Воедно, барањата со потребната документација се доставуваат до архива на општина Куманово заклучно со 28 јануари, односно петок. Голем дефект на водоводната мрежа денеска поплави еден дел од булеварот Октомвриска револуција. Поради дефектот, екипи на јавното претпријатие Водовод ја затворија водата од почетокот на Октомвриска револуција до Реонскиот пазар. Едниот дефект е изолиран на тротоар пред поранешната Стопанска банка. Според надлежните, најверојатно дефектот е на Фисто цевка, а предпоставуваат дека има уште еден дефект на крстосницата во близина на ординацијата на доктор Ѓоше, на цевки Фи 300. На овој дел од Октомвриска револуција цел ден ке нема вода.
Ангажирани се сите расположливи екипи и ќе се работи цел ден и ноќ. Надлежните потенцираат дека ќе се затвори по една сообраќајна лента од двете страни, полицијата е известена, а обезбеден е и сол, за да се фрла преку ноќ да не подмрзне до утре водата на коловозот. Жалбената постапка од превозниците за линискиот превоз заврши. Од општина Куманово информираат дека се поднесени жалби кои првин треба да се разгледаат, а дополнително ќе се објави кога ќе започне јавниот линиски превоз во Кумановско. Се уште неизвестно е кога ќе профункционира јавниот линиски превоз во Кумановско. Жалбената постапка од страна на превозниците траеше до денеска, според информациите од општина Куманово. Поднесени се жалби од превозниците и допрва надлежната комисија треба да ги разгледува, но не се прецизира кога. Предходно надлежните на седница на Советот нагласија дека процесот за поднесување жалби за превозниците трае до 26 месецов, па доколку нема пријави, превозот може да започне да функционира, но само за 19 линии. За останатите 5 линии за кои не било аплицирано, но и за 2 за кои не била доставена целосна документација, ќе се распише нов оглас. Комисијата при водење на постапката и одлучување се водеше од фактите од одлуката со цел граѓаните да добијат посовремен, поеколошки и пофреквентен јавен превоз. Граѓаните ќе се возат со еколошки возила со минимум Еко 4 стандард, со утврден возен ред кој ќе биде јавно објавен на стојалиштата, рече предходно раководителката на секторот за комунални работи, инфраструктура и сообраќај Лидија Ланг-Спасовска. Во секој случај, додека се разгледуваат жалбите, граѓаните на Куманово продолжуваат да се снаоѓаат за превоз и финансиски да го оптоваруваат семејниот буџет. Кумановци сметаа дека општината задоцнила со изборот на превозници и не смеела да дозволи град со над 100.000 жители да остане без општински линиски превоз. Кумановските пожарникари во текот на изминатото деноноќие имале 2 интервенции, стои во дневниот билтен на регионалниот центар за управување со кризи. Првата интервенција била во село Доброшане на превртен автомобил Голф. Во незгодата нема повредени, а интервенцијата била по 23 часот и 30 минути. Пожарникарите утринава по 6 часот бележат уште една интервенција на запален оџак во општина Липково. Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот денеска во просториите на детската градинка Ангел Шајче одржа работен состанок заедно со раководниот тим и представници од одсекот за превенција при СВР Куманово, како и директорката на градинката Марина Алексовска. Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот информира дека во текот на оваа година со заеднички ангажман и активности ќе спроведат едукативни теоретски и практични предавања и вежби за дечињата од предшколска возраст. Сите заедно да се ангажираме за поголема сообраќајна култура и сообраќајно образование, посочуваат надлежните. Кумановци, но и жителите на останатите општини од североистокот лани до канцеларијата на Народниот правобранител поднеле 124 представки. Повеќе во прилогот што следува. Граѓаните од североистокот лани до канцеларијата на Народниот правобранител во Куманово поднеле вкупно 124 представки. Дури 116 постапки веќе се завршени, а 8 се во тек. Најголем број представки поднеле кумановци, па жителите на Липково помале бројот на поднесени представки од жителите на останатите општини, односно Старонагоричане, Крива Паланка, Ранковци и Кратово. Најголем дел од забелешките се однесуваат за правосудство, извршители, постапување кон судови, казнено-поправната установа за полициско постапување, од потрошувачки права за пензиско и инвалидско осигурување и социјална сигурност и заштита. Од канцеларијата на Народниот правобранител информираат дека годинава ќе продолжи праксата која што беше прекината поради пандемијата за средби со граѓаните од Крива Паланка кои се одржуваа секој последен четврток во просториите на општината. Треба да се спомене дека поголемиот број на посети на граѓаните не резултираа со писмена представка од причина што не е мал бројот на граѓаните кои бараат усен
Правен совет од народниот правобранител, без поднесување на представка, добар дел од граѓаните бараат помош и интервенција за случаи за кои народниот правобранител, согласно законот, не е надлежен да постапува или во дадениот момент се уште не се исполнети законски предвидени услови за покренување на постапка од страна на нашата институција, поради што не поднесуваат представка, затоа што однапред знаат дека по истата нема услови за покренување постапка, велат од Канцеларијата на Народниот правобранител. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово лишиле од слобода 18 годишен кумановец поради кражба. Утринава по 2 часот полициски службеници го лишиле од слобода СР од Куманово, бидејќи непосредно пред тоа извршил кривично дело кражба во куќа. Кај него биле пронајдени украдените предмети кои ќе бидат вратени на сопственикот. СР бил приведен во полициска станица Куманово и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од полицијата. Во продолжение следуваат вестите од Македонија. Председателот на владата Димитар Ковачевски заедно со министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и Ејуп Рустеми, директор на јавното предпријатие за државни патишта, извршија увид на изградбата на експресниот пат Ранковце Крива Паланка со вкупна должина од 24,5 километри и вкупна вредност од 62,5 милиони евра, откако со бугарскиот колега Кирил Петков при неодамнешните средби во Скопје и Софија се обврзаа да ги интензивираат работите за поскора реализација. Ковачевски изрази охрабрување за силен интензитет на изградба на овој експресен пат, додавајќи дека и премиерот Петков се обврзал добро да провери што се случува со изградбата на патот од бугарската страна кај преминот Клепало, кај Берово. Во овој дел од државата се отпочнати значајни проекти, меѓу кои рехабилитацијата на магистралниот пат Куманово-Страцин со вкупна должина од 32 километри и вкупна вредност од 11,9 милиони евра и втората делница која е веќе во завршна фаза и се очекува во скоро време да заврши. До крајот на неделата на седница на влада ќе биде донесена одлука дали наставата во второто полугодие од 1 февруари ќе почне со физичко присуство или онлайн, а МОН ќе има состаноци со надлежните во здравство, соопшти денеска министерот за образование и наука Јетон Шакири. Ги имаме предвид и повиците од УНИЦЕФ, кој е за физичко присуство на настава, а и сите ние и наставниот кадар. Свесни сме за придобивките од физичкото присуство и според податоците во првото полугодие имавме многу мал број на заразени деца. Нашата одлука ќе беше лесна ако ја имавме истата варијанта од вирусот како што беше во септември и октомври. Сега имаме нова варијанта, но и тоа не значи дека почетокот на второто полугодие со физичко присуство ќе го зголеми бројот на заразени, изјави Шакири. Тој посочи дека градинките се постојано отворени, функционираат и други сектори, а за него како министер најважно е што децата одвај чекаат да почне учебната година. Лекарската комора ја осуди наплатата на изречените казни за матичните лекари од Фондот за здравствено осигурување, кое се случува во време во кое целиот здравствен систем, а особено докторите од примарното здравство, се исцрпени од борбата со пандемијата предизвикана од COVID-19. Комората реагира за казните, кои се изречени за административни пропусти во работењето и не се поврзани со пропусти во лекувањето. Матичните лекари пред Божиќ добиле решенија за казни за нивните ординации поради препишани лекарства кои пациентите морале да ги добијат, во спротивно би било доведено во прашање нивното здравје. Тоа биле лекови за кои требало да се бара препорака од специјалист, која има важност од 1 година. Матичните лекари се првиот контакт на пациентот со здравствениот систем и тие треба да се мотивирани и да имаат механизми здравствените проблеми на болните да ги решаваат брзо и ефикасно на примарно ниво, а не да ги проследуваат пациентите непотребно до другите нивоа на здравствениот систем, што се наметнува поради некои важечки прописи, како што е режимот за препишување на лекови. Имено матичните лекари во местата каде што нема специјалисти по одредени специјалности, лековите за хронична терапија кои требале да бидат пропишани врз основа на претходна препорака, односно медицински извештај од одреден специјалист,
ги препишале врз основа на медицински извештај од специјалисти кои согласно режимот на препишување на лекови немале право да ги препишуваат. Ова се правило со цел да излезат во пресрет на потребите на пациентите. На докторот приоритет му е обезбедување на континуитет во лекувањето на пациентите, а здравствената регулатива треба да биде во функција на овој приоритет, велат од Лекарската комора. На почетокот на месецов заказните на матичните лекари реагираше и Сдруженијето на приватни лекари. Пошта на Северна Македонија продолжува со практиката за носење пензии до домот на корисниците, објави Фактор. Директорот Јани Макрадули објави дека тоа го прават со најниски провизии од сите на финансискиот пазар. Пошта е инаку партнер на Халк банка и НЛБ банка за исплата на пензиите до домот. Оваа услуга ја покрива целата територија на државата, а се носат пензии во различни суми. Надоместокот за исплата на пензии до 5000 денари е 70 денари. За тие помеѓу 5 и 9000 денари е 100 денари, провизијата за суми помеѓу 9 и 15000 денари е 130, а за пензиите над 15000 денари изнесува 160. Времето денеска во Куманово беше облачно со максимална дневна температура која се искачи до 2 степен и минимална која беше 6 степени под нулата. За утре метеоролозите најавуваат променливо сончево време со температура која ќе се движи во интервал од -9 до 4 степени Целзиусови. Доколку нешто пропуштивте, може да не следите на Инстаграм и на Фејсбук, а со новите информации повторно се гледаме утре во 18 часот. Имајте пријатна вечер.